Бројните концерти на најдобрите музичари и бендови во светската музичка индустрија, но и звезди од Балканот, како и македонската естрада, и оваа година, како и изминатите, го преполна Охрид. Шпицот на сезоната носи многу забава и гости од целиот свет. Градот прави стратегија за развој на концертен туризам, но за тоа треба услови кои нашиот најголем туристички центар не ги задоволува. За наредната година локалната самоуправа исто така има идеи и насоки во кои би се движеле сите овие концертни активности и овој концертен туризам. Без обезбедување на соодветен концертен простор, плановите се само правење бајрам на умот. Спортските сали и стадиони ни оддалеку не ги задоволуваат критериумите. Иако на спортскиот центар Билјанин извори за настапот на легендарните диџеи е поставена грандиозна сцена каква што досега немало на нити еден настан, најголем проблем на продукцијските куки е токму недостатокот на концертни простори. Срамно е врвни музички имиња да се препотуваат во спортски сали. Државата и локалната самоуправа треба конечно да изградат таа фамозна концертна сала која се планира повеќе од деценија. Престранските продукции немаме воопшто проблем. Кога треба да им објасниме дека правиме концерт во спортска сала, одма добиваме некои така малку негативни поени. Но само културните збиднувања и наокниот живот не го чинат адутот на Охрид. Влюбениците во Охрид уживаат во македонскиот туристички бисер, секој наоѓа забава за себе. На плажа, на шетање, по дискотеки. Бевме на Масимо Савич, беше одлично. Му требаат на Охрид таков тип на концерти, настапи? Да, многу, да. Тоа го збогатува пристојот овдека. This is trip without money around Macedonia. Ке останеме 2 дена, бидејќи сме на патување низ Македонија. Ке ги избегнам концертите, сакам да уживам во убавините. Ке останеме колку ќе ни биде убаво. Охрид е за секогаш убаво место да се посети и секогаш се радувам кога доаѓам. Од дете доаѓам. Туристите уживаат во долгите прошетки обиколувајќи го стариот дел на градот, а не изостануваат ниту панорамските прошетки по езерото. Ја вдишуваат убавината на големото плаветнило, кастарејќи по езерската шир со Охридската бела флота. Најчеста дестинација на туристите е Светенаум. Меѓутоа, оние кои се со пократко време тука на престој се одлучуваат и за таа кружна тура од 1 час по Охридскиот залив, стариот дел на градот, Титова вила и назад. Туристички Охрид е преполн со гости. Слободни соби во хотелите и приватниот сектор речиси да нема. Било домашните гости кои допатуваа во Охрид се враќаат дома поради тоа што не може да најде сместување. Денови во Охрид не може да се најде слободен кревет. Покрај домашните најбројни се гостите од опкружувањето, но на ривиерата забележено е присуство и на гости не само од европските држави, туку и од целиот свет.